Економијата станува главно политичко бојно поле. По жестоките судири меѓу Фатмир Битиќи и министерката Кочовска за буџетот, задолжувањето, цените, ДДВ-то, во директно нова пресметка меѓу власта и опозицијата. Обвинувања за хистерични пресконференции и криење од собранието најавуваат жешко лето во кое државата се задолжува за нови 260 милиони евра, долговите што доспеваат до 2031 година тежат неверојатни 9 милиарди евра. Власта тврди дека гаси пожари и враќа стари долгови направени од претходниците. Опозицијата алармира за нова должничка криза и нетранспарентност. Во директно со пратениците Славјанка Петровска и Бојан Стојановски. Добар ден, добре дојдовте во студиото. Добар ден. Да почнеме веднаш. Новите задолжувања, спас за економијата или товар за граѓаните? Петровска. Ако се реализираат вака како што се замислени, односно недоволно транспарентно од она што можевме да го видиме и денес и во изминатиот период, или во овие неколку дена од кога законот беше предложен во собранието по скратена постапка и како што ќе напоменам уште еднаш во нетранспарентна постапка процедура целосно, тогаш мислам дека за жал тие ќе бидат терет за граѓаните и нема да се употребат за она за кое што се најавуваше, тоа дека ќе бидат во развојни проекти. Впрочем и самите објаснувања или образложенија кои беа давани, еднашка беше напоменато при што ние бевме обвинувани дека го кочиме донесувањето на законот, дека со тоа ќе оновозможиме исплата на пензии, плати и така натаму, за веќе во другиот момент да се сврти реториката и да се каже дека тие пари се потребни за развој. Од она што во законот може да се види во самиот текст, јас не гледам цврста определба дека новите 260 милиони евра ќе бидат искористени за развој, туку сметам дека на начинот на кој што е формулирано, апсолутно тие се некоја, ајде да речам, сива зона, односно може да бидат искористени на начин на кој што на Министерството на финансии или власта им е потребна. Најчесто може би тоа да бидат и за закрепување на дупките кои за жал се резултат на нивното 2-годишно владење, затоа што задолжувања како појава или како механизам секогаш имало, меѓутоа многу, како што реков, е важен начинот на кој што тие пари кои што ќе ги земете како задолжувања ќе ги искористите. Се разбира дека исто така подеднакво е важно се важни и условите во кои што ги земате и условите во кои што ќе треба да ги враќате. Каматите и така натаму, скриените трошоци кои можеби на прва не се гледаат, но сето тоа на куп земено ни дава за право да тврдиме дека ова задолжување за жал оди директно на штета на граѓаните. Не можеме да не забележиме на начинот на кој што беше донесен законот, бидејќи денеска се изгласа, а тоа е предложен во скратена постапка. А ако имаме предвид дека во скратена постапка се предлагаат и се носат закони за кои се смета дека не се сложени и обемни. Сега, толку ли сме ние богата држава за задолжувањето од 260 милиони евра да се смета дека не е сложено и не е обемно, дека тоа е едноставна работа. Дополнително отсуството на министерката за финансии и во минатата недела и сега денеска заправо ни дава исто така да тврдиме дека практично таа бега од одговорноста која што ја сервирала на владата дека мора да биде донесена, меѓутоа не избега од соочување во собранието. Добро, Стојановски, вашето видување? Еве вака како првичен вовед во дебатата и дел од репликите. Знаете како секогаш кога разговараме за одредено задолжување, клучното прашање е зашто се земаат тие пари. И сметам дека и во текстот на заемот, но и во на кое што е јасно во реториката која што во изминатиот период нели ја продуциравме двете страни, помеѓу другото треба да знаеме дека во наредните 3 години ние како држава треба да вратиме 6 милиарди евра стари долгови, во наредните од 2026 до 2031, значи некаде од прилика 5,5 година 9 милиарди евра долгови кои што без исклучок сите се земени од претходната влада и токму голем дел од овој заем ќе биде за потпирање и за враќање на стариот долг. Знаете дека во јуни месец треба да ја исплатиме втората транша од евроврзницата од 700 милиони евра која што е земена во 2020 година
и дел од овие средства кидат за тоа, но кидат и за финансирање на капитални инвестиции, нешто што сметам дека во понатамошниот дел од емисијата и детално ќе го објасниме. Не би се сложил дека се носи законот во нетранспарентна постапка, бидејќи јас истражував во претходниот мандат кога СДСМ беше на власт, а јас кога бев пратеник, од 2020 до 2024 година во собранието се пристигнати 28 закони за задолжување и без исклучок сите се пристигнати во скратена постапка. Овој закон не може да е нетранспарентен, бидејќи прво е усвоен во влада, потоа е доставен до сите пратеници, матичната комисија ја председава пратеничка од СДСМ. Да ја подсетам јавноста, беше свикана комисија, таа точка беше ставена втора на дневниот ред, ние побаравме да биде прва на дневниот ред, бидејќи сметавме дека ако опозицијата има аргументи, работното матично тело е местото каде што тие аргументи треба да бидат судрени. Потоа имавме изговор дека во салата 4 нема каде да седнат сите колеги. Колегите ги замоливме ние да станат, па потоа зошто стоеле, па колегите излегоа, заведнаш потоа да биде организирана пресконференција дека СДСМ нема да учествува во работата на комисијата. По членот 181 од деловникот кој што заеднички го донесовме, треба да се нагласи тоа, имате вие рок во комисијата за финансирање и буџет, кога имате закон за скратена постапка, во рок од 2 дена да ја завршите дебатата. Председателката на комисијата слушнавме, кажа Венко Филипче дека нема да учествува и потоа веднаш председателот, бидејќи тоа му е должност согласно деловникот, ме ете како еден од членовите кој што е дел од комисијата назначи мене да ја завршим и таа процедура беше завршена. Она кое што е практично многу важно, би сакал да кажам дека со дел од овие средства покрај враќањето на старите долгови ќе се финансираат и одредени капитални проекти кои што се дали во општините, дали централни проекти, бидејќи од она кое што можеме да го видиме, барем сметам дека тоа е транспарентно и достапно. Секој момент, секој ден кога премиерот најчесто оди и ги има ние ТВ излагања, ги има од терен каде што се реализираат тие проекти. Така да сметам дека има унгарскиот кредит. Зборувам за сите проекти кои што се финансирани, затоа што во држава многу тоа е една теза која што би сакал сега да ја расчистам. Во држава не постојат проекти кои што се финансираат само од унгарскиот финансиски пакет. Тука постојат и автопати, тука постојат и реконструкција на железница, тука постојат и други капитални проекти кои што доаѓаат и од сопствените буџети на министерствата. Општините за да, тука зборувам дека има и проекти во општините кои што се финансирани и од министерствата. Знаете, Министерството за транспорт, за социјала, за здравство и така натака. Така да суштината на нашата економска филозофија од стартот беше, ние кажавме, финансирање на капитални инвестиции и така да доеме до економски раст кој што го имаме и кој што е сега присутен. Петровска, дали вие бевте уверени за тоа дека овие пари ќе се користат за проекти како што наведува пратениците и во собраниската сала и еве сега дел од парите, а дел се за враќање на стари долгови, кои патем биле направени во времето на СДСМ? Ако се враќаме во времето на СДСМ, колку долгови биле направени, тогаш бројките велат дека во периодот од 2017 до 2023 година, на крајот, бидејќи на почетокот веќе беа распишани парламентарните избори, задолжувањето било некаде околу 4 милиарди евра. Во периодот од 2024 година, до стапувањето на оваа власт, до денеска, тој долг изнесува 2,5 милиарди, речиси 2,5 милиарди евра нов долг. Што значи дека ако ги споредите 7 години со 4 милиарда и оваа тенденција за 2 години да имате 2,5 милиарди, тогаш јасно се кажува дека оваа влада е расположена кон надворешно задолжување, односно севкупно задолжување на државата. Сега, каде се трошат парите и каде се трошеле парите? Јас ќе дадам само еден пример, а ги има повеќе примери, а тоа е дека и ние во 2017 година наследивме долг од некоја претходна влада, исто како што таа наследила некој долг од некоја претходна влада. И, например, ние требаше да враќаме долг за Скопје 2014 година, а оваа влада сега враќа долг кој што бил направен во периодот од 2017 до 2023 година, особено во 2020 година, 2021, кој што бил земен за да може да им се помогне на граѓаните и на компаниите во време на економската криза и во време на ковид кризата. Така што ова е таа паралела, да речеме, зошто сме се задолжувале и каде сме ги трошеле парите. Дали парите сметаме дека сме ги трошеле сега ако се навраќаме наназад наменски? Апсолутно да. Еве го отчетот. За разлика од ова време сега, кога името на фирмите кои зема кредити од задолжувањето кое го имавме минатата година и чие што
чии што имиња се уште не се соопштени, иако Уставниот суд имаше јасна одлука за тоа, дека е од државен, односно јавен интерес и интерес на граѓаните да бидат опфатени во периодот претходен, велам кога беа најголемите задолжувања во време на СДСМ, беше транспарентно и кои фирми добиле и каква помош према граѓаните сме обезбедиле, потрошувачки кошнички, субвенционирање на електрична енергија и така натаму и така натаму. Така што кога велам дека е нетранспарентно, еве низ докази зошто го подкрепувам тоа како Го подкрепувате нетранспарентно. практично со делот на парите кои што ги зема компаниите за градба на проекти во општините. Да, и дополнително, што да речеме еве и сега, ако го прочитаме мислењето на финансискиот совет, ќе видите дека тие алудираат на преголемата задолженост на општините, што значи дека земаа пари од државата, меѓутоа се уште и понатака тие се задолжени, а да не забораваме дека од 2021 година ВМРО ДПМН има мнозинството од власт од бројот на освоени општини. Што се однесува до самата процедура, повторно ќе кажам, изминатиот период од 2 години, особено, се изнаслушавме за тоа дека веќе нема да биде како до сега. И дека СДСМ, па и до ден денеска, сме критикувани за злоупотреба на европско знамеце, скратена постапка и така натаму. Сега, ако доаѓате на избори, се представувате и влегувате во власт, велејќи дека нема да биде како до сега, и тоа што го правеа претходните и го критикуваа, а ние силно бевме критикувани за таквото однесување, еве, во собранието, колегата се потрудил и ги избрал тие закони, тогаш јас очекувам да не видам закон прескратена постапка, особено кога станува збор за задолжувањето. И повторно ќе кажам, кога имаме искуство на нетранспарентност, па дури во еден период да се подсетиме дека и дел од порталот за отворени финанси беше подзатворен, па потоа под притисок на јавноста некои податоци беа повторно отворени, тогаш одиме на заклучокот дека оваа влада тежне кон тоа да идните задолжувања, па ако сакате и трошењата на парите генерално, да бидат во една полутранспарентна или нетранспарентна постапка. Стојановски, недостасува ли на владата комуникација со јавноста во однос на трошењето на парите? Апсолутно не сметам дека тоа е така, бидејќи покрај тоа што продолжи функционирањето на отворени финанси, многу е важно да се нагласи дека уште еден портал се операционализираше и се пушти во функција, тоа е projekti.gov.mk, каде што секој еден граѓанин може да провери секој еден проект кој што е финансиран од централниот буџет или од народните пари, до која фаза е, до каде е со реализацијата, може да види таму и фото, може да види и други аспекти, колку чинел, колку се склучените договори и така натака, со што сметам дека навистина еден чекор напред од аспект на транспарентноста. Би сакал само неколку работи да ги појаснам. Во јавниот долг. Ние кога заминавме од власта, го оставивме јавниот долг на 4,7 милиарди, отприлика некои 44-5% од бруто домашниот производ, бидејќи да сме јасни, јавниот долг исклучиво се декларира како визави процент од бруто домашниот производ. 2024 година имавме 8,8 милиарди, што значи 10% поени покачен долг. Сега што е разликата? Ако ние ги споредиме тие 7 години, како што кажа колешката, и 4 милиарди и овие 2 за 2,5 милиарди, што не знам од каде е тој податок, треба да се јавно и јасно нагласи дека ние во овие 2 години вративме 2 еврообврзници, едната од 500 милиони, едната од 700 милиони, и за тоа требаше да обезбедиме средства од 1,2 милиарди евра. Зашто беа тие пари потрошени, дури да се согласам дека биле нели за антикризни мерки, тука доаѓаме до една друга вистина во која што Државниот завод за ревизија укажа дека најголем дел од тие средства се трошеле нетранспарентно и криминално. Сега, ако ние сакаме тука да го вулгаризираме начинот на дискусија, да зборуваме за Скопје 2014, тогаш треба да знаеме дека ако влеземе во директната економска суштина, Скопје 2014 како проект донесе до 2 одлични контрибутори во економските показатели. Тогаш прво го направи Скопје број еден туристички град пред Охрид и бројот на ноќевања многу се зголемија, и втора работа многу го бустираше градежништвото, нешто што како економска филозофија го прифаќаме и сега. И вие ако видите во Државниот завод за статистика дека имате раст по двоцифрен број на квартално ниво на градежништвото. Тоа е она што ние го прифаќаме како економска филозофија, заедно со привлекување странски инвестиции, како и со директни реформи за да привлечеме и да го бустираме стопанството. Од аспект на тоа дека не сме биле транспарентни затоа што не се знаеле имињата на фирмите кои што го земале кредитот, односно ние 250 милиони евра кон стопанството, тука би сакал да објаснам една многу јасна работа која што ја знаат сите кои што имаат базично познавање на економија и финансија, тоа е
Ако се сеќавате добро, тие средства беа пласирани преку банката, државната банка, нели, за поддршка и за развој, преку комерцијалните банки. Вие сега да отидете во било која банка и да побарате податок за кој ентитет или правен субјект има добиено кредит, вие не можете да го добиете. Тоа е деловна тајна. И тоа треба исклучиво да се знае. Знаете дека Уставниот суд има одлука со која и наложи на Македонската банка да ги објави веднаш сите податоци за набарање на колега новинар. Ако е така, тогаш одлуките на Уставниот суд се почитуваат, но до тој момент тие едноставно податоци не може да бидат прикажани во јавноста, бидејќи се работи за деловна тајна и може да наштети во одреден деловен однос помеѓу некоја банка и помеѓу некој ентитет. Тука не сакам да бидам разбран дека некого бранам, но тоа е суштина. Малку е различно, бидејќи станува збор за пари кои што ги доделува државата. Точно. А не ги доделуваат банките само ги администрираат, би рекле. Така е, што укажува на тоа дека во овие 28 предлог закони кои што претходната власт исто така ги има аплицирано до собранието, има 2 или 3 заема од ваков аспект, од кои што едниот е 50 милиони евра, пари кои што се искористени. Ете, јас би апелирал до Уставниот суд исто така да наложи на банката да ги објави тие податоци, заради тоа што сметам дека нема исти аршин кон одреден период од одредено владење. Што е суштината на тие 250 милиони евра? Тие 250 милиони евра кои што беа дадени кон деловните субјекти, како и овие 250 милиони евра кои што беа дадени кон општините, се средства кои што мултипликативно ќе се вратат во буџетот. И токму затоа вие имате ситуација во кој што 6 квартали поред вие имате раст на бруто домашниот производ од 3,5%, нешто што е досега во историјата на толку репетитивно ниво, на квартално ниво појавено во Република Македонија, што е многу повеќе од европскиот раст кој што е само 1%. Ова се колку учествува градежништвото во тој процент? Ако направиме една анализа, последните два квартали од претходната година, значи во третиот квартал на 21% раст, а другиот од прилика 14% раст визави претходната година, што значи дека има двоцифрено учество во растот на бруто домашниот производ. Каде е тука, би кажал, вистинската вистина? Градежништвото како сектор мултиплицира и останати 27-28 гранки кои што потоа треба едноставно да го поддржат самиот процес на градежништво. Или доколку вие градите автопат од Кичево до Охрид или од Гостивар до Кичево или од Тетово кон Гостивар, практично вие не го мерите ефектот само на компаниите кои што учествуваат на изработката, бројот на работници и машините, туку и оние кои што доставуваат храна, оние кои што работат и индиректни работи, затоа и странските инвестиции имаат директен и индиректен ефект. Токму директниот и индиректниот ефект доведоа до тоа да имаме ние годишен раст од 3,5%, но и 6 квартали да имаме над 3,5% раст. Да. И сега по ова објаснување произлегува и ова што го рековте, растот на бруто домашниот производ, произлегува дека најголем удел во тој раст има проектот Бехтел ВНК, кој што вкупно земено со сите овие аспекти практично има многу голем удел, а кој што во време кога бевте опозиција беше силно критикуван како најкоруптивен, неисплатлив и така натаму, па дури на моменти се обидувавте и да на некој начин да го прекинете. И сега тука се доведува во прашањето дали ние сакаме да имаме континуитет во некои политики во државата или постојано одредени прашања кои ни се во интерес тогаш кога сакаме политички да поентираме, а тоа е најчесто кога вие сте во опозиција, ќе ги злоупотребувате, ако ќе дојдете на власт, ќе кажете дека се вкупно, без при тоа нели се разбира да го потенцирате тој проект, дека допринел до зголемување на бруто домашниот производ. Ако ние имаме толку добри економски показатели, кои се позитивни и кои укажуваат на тоа или ги потврдуваат политичките изјави дека навистина сме трета најбрзо растечка економија во Европа, чи нам беше изјавата, тогаш се поставува прашањето зошто од побарани 300 милиони задолжувања, толку сме побарале преку Министерството за финансии, од 14 банки одговориле само 8 банки, кои што рекле дека вие сте способни да земете само 260 милиони. Или во еден, да речам, симплифицирана верзија, тоа значи дека ако јас одам во банка и побарам кредит, без разлика дали е тоа потрошувачки, стамбен и така натаму, и речам дека ми требаат 100.000 евра, банката ќе ми одговори, не, вие не можете да имате 100.000 евра кредит, бидејќи не сте толку кредитоспособна заради вашите примања, заради претходни задолжувања, начинот на кој располагате со финансиите, кое сето тоа практично е видливо од кредитното биро,
и ќе речат вие може да земете само 80-70.000 евра кредит. Отприлика така некако доаѓа. Значи сето ова што сега го зборувате за тоа колку се добри економските показатели, се судира со оваа реалност денеска, а тоа е дека од побарани 300 милиони се обезбедени само 260 милиони. Генерално на банките им е интерес, без оглед дали зборуваме за индивидуални заеми или заеми за држави, секогаш им е во интерес да дадат повеќе заради тоа што заработуваат од каматите. Ова е една проста логика. Сега мене ми е повторно прашањето, ако толку сме ние кредитоспособни, значи имаме безпрекорни економски перформанси, зошто тогаш банките одлучиле да ни дадат, односно одбиле да ни дадат 300 милиони евра и рекле дека сме само доволно способни за 260 милиони евра. Од друга страна, до пред неколку месеци беше и се уште е, меѓутоа владата некако ја става во втор план, дискусијата за тоа дали и на кој начин треба да им се помогне на граѓаните. Дали тоа треба да биде со некаква директна помош, преку интервенција во цени и така натаму. И одговорот кој што постојано го добиваме е се следи ситуацијата, а додека се следи ситуацијата поминаа сите празници, доаѓаат еве сега и одморите и така натаму, веројатно и тезата ќе се нормализира. Така што зборови само да сублимирам, се контрадикторни. Тогаш кога станува збор за поддршка на граѓаните, одговорите се поразлични од она кога станува збор за задолжување на државата. Ќе може Стојановски, почнувајќи од Бехтел Енка. Легитимно прашање. Легитимно прашање заслужува одговор. Од аспект на Бехтел Енка многу пати ние сме го кажале нашиот став и нашиот став останува непроменет со тоа што кога веќе имавме можност да ги управуваме институциите, бевме донесени до еден избор. Ако го напуштевме проектот, сигурно ќе изгубивме на арбитражата и тогаш ќе останевме и без автопати и ќе требаше да исплатиме, па би кажал, можеби над милијарда евра оштета, бидејќи договорот е така склучен. Јас само да ја потсетам јавноста, претходната влада донесе една таква одлука да напушти претходно склучени договори, па еве до сега имаме проблем со арбитражите и не дај Боже да ги загубиме, ќе треба да платиме казни со неколку стотици милиони евра. И сега ние што одлучивме? Ајде да не плаќаме милијарда евра за ништо, туку да почнеме да ги градиме на терен тие проекти, но да можеме сите оние кусоци и трикови во договорите за кои што се уште тврдиме дека е грешка што тој кој што е изведувач не го декласифицира, да ги донесеме до минимум и во овој момент чинам дека успеваме, бидејќи на коридорот 8 имаме 60 километри отворен простор за работа и активно се работи, Кичево Охрид ќе го завршиме и кога ќе го видите вие коридорот 8 во овој момент од Бугарија доле до Албанија, кога ќе направите една комбинација на пругата кон Бугарија, која што првата и втората фаза сега интензивно се гради, третата е веќе во подготовка со склучениот договор со Бугарија, па се до реконструкцијата на пругата до Кичево, како и размислувањето да таа да биде продолжена до Лин, како и сите оние експресни патишта и автопати кои што ќе градиме на коридорот 8 и оној кој што секако ќе го почнеме да го градиме, само прашањето е ќе биде која ќе биде трасата, тоа е Струга Ќафасан. Од прилика 5,5 милијарди евра тоа е инвестициски циклус кој што оваа држава сака и ќе го бустира и ќе го внесе во градежништвото. Многу сме блиску да почнеме и со коридорот 10 и со тоа кое што го најавивме од аспект на брзата железница, бидејќи кажав, ние нашата економска филозофија не ја криевме и таа ќе додека ја управуваме државата, таа ќе биде силен буст на градежниот сектор, бидејќи вие кога ќе направите една свот анализа или која е конкурентската предност на Република Македонија во однос на нејзините соседи, немаме друга предност освен да бидеме крстосница на Балканот од аспект на инфраструктура која што е транспортна и која што е енергетска. Енергетската сметам дека е сосема задоволителна во овој момент, далноводот кон Албанија се гради, нафтоводот кон Република Србија тендерот е веќе отворен, оној кој Грција веќе е при крај сметам, нафтоводот е исто така по десетици години пуштен во употреба и тука е веќе едно задоволително ниво. Од аспект на тоа што го спомена колешката, многу е клучно тука да кажеме кој одлучил да бидат 260 милиони евра. Не одлучиле банките, туку одлучила владата. Владата побарава 300 милиони, 8 банки се јавиле на тој повик, што сметам дека е прилично успешно, и Министерството за финансии ги гледало понудите и одлучило да биде најповолната. Зошто 260 милиони? Бидејќи се одлучило 40 милиони евра кои што биле потребни за финансирање на одредени проекти од овие 300 милиони кои што би биле потенцијални да бидат обезбедени преку Европската унија. И сега вие доколку сакате да земете 100.000 евра да финансирате реконструкција на вашиот дом, ако добро се сеќавам на примерот, тоа значи дека вие сте барале 100.000 евра од банката, но некој би понудил 20.000 евра грант
гарант, ако добро сте ја направиле статиката на вашата куќа, и токму затоа е мудро да одлучите тие 80.000 евра, како што вие кажавте, да ги обезбедите преку кредитирање, а доколку добро сте ја обезбедиле статиката и инвеститорот, како што на нас ни каже Европската комисија дека добро сме ја завршиле задачата, реализирајќи приоритети, мерки и реформи од реформската агенда, ќе ни достави 40 милиони евра кои што ќе ги имаме на поповолни услови, сме одлучиле да повлечеме само 260 милиони евра. Токму тука се крие она кое што како одговор колешката го бараше, односно самото Министерство за финансии одлучило да повлече 260 милиони, иако имало на располагање и повеќе, бидејќи остатокот од средствата кои што се потребни, тоа се 300 милиони, ќе ги повлече од Европската унија и таа ќе ни финансира проекти кои што инаку би ги финансирале со овој заем. Ако е тоа така, тогаш владата требаше да посвети многу повеќе внимание на спроведување на реформската агенда, за која што очигледно е дека за жал се нема капацитет, и наместо да речеме по скратена постапка да го предложите законот за јавни набавки, измени и дополнени на законот за јавни набавки од областа на одбраната и безбедноста, требаше малку да се потрудите околу реформската агенда да помине во собранието, па така наместо оние пари кои ќе ни бидат доделени за досега незавршените навреме, односно завршените ама не навреме обврски, ние ќе добивавме сума од некаде 100 милиони, 140 мислам дека беа, или 147 милиони евра, што значи дека по таа логика наместо денеска да се задолжавме со 260 милиони, ќе се задолжавме со 140 милиони уште помалку, односно 100 милиони помалку, ако ги земеме предвид тие 40 милиони. Што укажува на тоа дека неспроведувањето на времено на реформската агенда, на која оваа влада и парламентарно мнозинство се обврзало на почетокот на својот мандат, ве доведува во ситуација на постојано задолжување и објаснување дека тоа го правите заради некои претходни влади. Јас реков, и ние претходно сме се задолжувале, односно владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата се задолжувале, и владите претходно се задолжувале, и веројатно идните влади понатаму, но апсолутно, ако повеќе внимание посветевте на спроведувањето на реформската агенда, од која што упорно бегате, тогаш денеска апсолутно овој износ од 260 милиони немаше да биде толков. Меѓутоа, кога ќе ги видите поединечните портфолија на министерствата и обврските кои биле превземани согласно таа реформска агенда, а не се спроведени, тогаш ќе видите дека практично клучот за тоа зошто се задолжуваме лежи кај владата и практично имаме политичка одговорност за волкавото големо задолжување. Политичката одговорност мислам дека треба да ја превземе тој што континуирано шири невистини во јавноста од аспект на реформската агенда. Сметам дека ова кое што го добивме како вести покрај тоа што нели се одбројува со денови, уште 5 дена, уште 4 дена и така натаму, се работи за период до месец јануари оваа година. Сега во јуни имаме уште еден период и сметам дека и тука ќе бидеме први. Со тоа што ако вие направите една анализа за реализација на реформската агенда во тие квартални или 6-месечни периоди колку што не оценува Европската комисија, оваа влада од која ги има превземено институциите, заедно со тоа што во јуни сега повторно ќе бидеме први во реализација, или како што тоа милуваше да го каже господјата Кос, шампиони на Западниот Балкан во реализација на реформската агенда, во 4 периоди кога се мерела реализацијата на реформската агенда, ние во 3 ќе бидеме први на Западниот Балкан, далеку пред тоа ние така наречени фронтранери, што сметам дека сега тие средства кои што ќе ги повлечеме во јуни, а истите тие до крајот на годината, сметам дека оваа година ќе успееме реализирајќи реформи и проекти кои што се наша задача да инкасираме стотици милиони евра, бидејќи буџетот е категорија која што е прилично динамична и вие до последниот ден, до 31.12, додека не се затвори трезорот, имате обврска тие економски показатели да ги затварате на таков начин и ние имаме, како што овој заем исто така беше предвиден во почетокот на годината кога го предложивме буџетот, така и тие средства се вкалкулирани за затварање на буџетски дефицит или за финансирање на одредени проекти, кои што сметам дека исто така на некаков начин ќе дадат фискален простор во буџетот за да може да планираме и други приоритети. Сега вие тоа можете да го толкувате на секаков начин како што сакате, но фактот укажува на тоа дека Република Македонија и во овој период е прва во реализација на реформи во Западниот Балкан. Сега во јуни ќе добиеме уште една вест дека исто така сме први, нешто
нешто што сметам дека како држава треба да го поздравиме, бидејќи на крајот од денот е заеднички успех. Не знам зошто е одлуката на опозицијата, можеби ќе имавме и повеќе средства да наплатиме доколку не ја напуштевте работната група на изборниот законник, но тоа е ваша одлука, а за законот за јавни набавки за одбрана, како некој кој што е прво подпишан на законот, сметам дека на вас најдобро ви е јасна мојата намера, а намерата беше да се малку како држава можеби доближиме до безбедносните протоколи на поразвиените држави, бидејќи има таму одредени дејности во одбраната кои што навистина не сметам дека треба да бидат можеби јавно достапни од аспект на локација на одредени безбедносни инфраструктурни објекти и така натаму, но тоа не е нешто кое што ние сме го направиле за да не те нешто заскриеме, туку сметам дека е нешто кое што оваа држава го заслужува и некој кој што верувам дека и онаму каде што членуваме во многу посериозните организации и тоа се бара од нас, бидејќи тоа доведува до одредени нефункционалности на системот. Но не сметам дека е тоа тема на разговор од аспект на реформската агенда, она кое што би го кажал дека бевме шампиони во реализација на тоа, повлековме средства и така ќе продолжиме до крајот на нашиот мандат. Морам густо да искоментирам, значи законот за измените на законот за јавни набавки од областа на одбраната и безбедноста апсолутно не значи олеснување, ниту па заштита на било какви безбедносни или национални интереси зборам од аспект на одбраната. Така што бидејќи го прочитав самиот текст, таму практично се тргаат настрана институциите кои по надлежност треба да бидат делот од таа постапка и се концентрира мокта кај министерот за одбрана, вклучително исклучувајќи ја и владата. И сега, ако вие во владата сметате дека седат, зборам, како ја ќе речам влада, мислам на премиерот, министрите, односно членовите на владата, ако вие во владата сметате, сте оцениле дека седат луѓе кои може да наштетат на националните безбедносни интереси, тогаш навистина имаме сериозен проблем. Јас сметам дека резултатот на неефикасното менаџирање на институциите, особено управата за јавни приходи, бидејќи таа беше изземена од процесот на одобрување, веројатно е причина заради која што решивте да го скратите тој процес на инклузивност на институциите во носењето на одлуките и концентрацијата на мокта кај министерот за одбрана. А ако веќе зборуваме па од интерес на државата и од интерес на тоа што е да заштитиме, тогаш 2 години никако да се донесе законот за критична инфраструктура, кој што особено изминатата година, не знам колку пати сум потсетила дека седи во фиоките на министерството, сработен и никако да биде приложен, кој исто така особено па е уште позначаен од делот на заштитата на критичната инфраструктура и на оно што значи национални интереси. А меѓутоа, ако сакате се разбира и во друга прилика можеме посебна тема да отвориме, бидејќи министерот за одбрана никако да се охрабри да на телевизиско соочување со мене. Имавте едно во собранието. Јас побарав бидејќи во собранието точно јас поставувам прашања како пратеник од опозицијата, меѓутоа министерот никако да излезе од чевлите на опозиционер и тој ми поставуваше мене прашања кои што јас не можам да ги одговорам во 3 минути и затоа реков за да имаме подеднаков третман. Ако го ставите вашиот колега Фатмир да пишете на Facebook. Па не мислам дека граѓаните заслужуваат да читаат Facebook преписка и колегата Фатмир Бетики не одговори, туку кажа дека местото за дискусии е во собранието. А бидејќи очигледно е дека министерот за одбрана и после 2 години од министерувањето има нејасноти, јас затоа реков дека би било најдобро во една дебата на телевизија, било која ќе одлучи тој, еве и во време и место, да имаме дебата на која што тој ќе ми поставува прашања, јас ќе му одговорам, па може и ќе му помогнам да ги откочи процесите кои се заглавени во тоа министерство, а апсолутно сметам дека се од значење за интересот на државата. Кога зборуваме за реформската агенда и спроведувањето, фактите го говорат тоа. Ако ние се завршавме како држава, како влада, особено власта, мнозинството, си ја завршеше задачата, ние ќе добивавме некаде околу 134 милиони евра. Не добиваме, беа ослободени 65,5, односно 66 милиони евра. Значи, тоа го покажува недоволната концентрација на таа реформска агенда. Од аспект на споредба со така наречените фронтранери, или тоа се Албанија и Црна Гора, да не заборавиме дека Албанија има отворено 33 поглавја и веќе интензивно преговара, а за Црна Гора веќе се пишува спогодбата за нејзино пристапување кон Европската унија. Што тоа што, значи не може да ја цените реформите кои треба ние да ги спроведеме, кои уште не сме ги стигнале тие чекори со земјите кои што тоа го стигнале. Јас навистина сакам, не само од патриотски побуди, вистински патриотски, не квази патриотски, и јас сакам мојата држава да биде фронтранер.
И кога тоа навистина ќе се заснова на факти, јас прва ќе излезам и тоа ќе го поздравам. Но калкулирање или играње со тези, дека знаете, ние сега истрчавме први, ние сме ќе бидеме пофалени, па тогаш ајде да го отвориме, кога веќе зборуваме за процесот на пристапување, да го отвориме или да се потсетиме на интервјута на европратеникот Вајц, кој подоцна беше објаснато дека тоа било дадено неколку месеци пред истото да биде емитувано. Да имавте вие пресконференција, така не вие конкретно партијата. Во ред, затоа велам, да, но тоа е уште еден показател дека во времето кога било давано тоа интервју, дека практично власта криела од нас, неколку месеци претходно. Така е, дека власта криела од нас дека заостануваме во некои реформи, бидејќи упорно изминатите месеци наназад се кажува дека ние сме светла точка и дека треба да бидеме пофалени. Благодарам, Стојановски, ваше зборот, меѓутоа веднаш после рекламите. Така, секако. Повторно во студиото на Директно, Стојановски, уште еднаш бевте прозвани за реформската агенда и недоволното исполнување на реформските критериуми за Македонија да може да преземе 130 милиони евра наспроти 65-6 колку што практично ги зема, со кои што патем се повеќе од оние на некои од другите земји кандидати. Па знаете како, многу треба внимателно да ги следиме овие информации од кого доаѓаат и дали тој кој што ги соопштува и ги продуцира, не зборам конкретно за личност, туку за организација, има кредибилитет тоа да го зборува, бидејќи ете, само во дискусијата се наметна и она кој што се случи со изјавата на евроизвестителот Вајц, за кој што имаше пресконференција, па потоа излезе самиот ја демантираше господинот Вајц, па никој не се извини за тоа и целокупното она водење на политика на дневна основа на растурање перија или на создавање одреден шум во јавноста, не сметам дека на крај ќе доведе до некоја квалитативна отстапка во страна на креирање на политиките. Од аспект на реформската агенда вреди граѓаните да го знаат следно, тие средства се исплаќаат по однос на завршени реформи. И ако Република Македонија едноставно, ете, ќе кажам повторно, од 4 периоди кои што се мерат, 3 била шампион на Западен Балкан, и сепак некои други се фронтранери, треба тогаш тие кои што се фронтранери малку посериозно да се анализираат и да разберат како може една земја која што е нели вечно во чекалната заради билатерални спорови да на некаков начин продуцира и создава реформи побрзо од нив. Ние тоа сме го кажали, нашиот став е многу јасен во тој дел. Ние нашата домашна задача ќе си ја завршиме. Бидејќи денеска сето ова кој што ние го збориме може се да почива во реченицата на хрватскиот премиер, со кого што патем денеска и со Република Хрватска, членка на Европската унија, склучивме договор за стратешко партнерство, што во 2 години сметам дека треба да се забележи дека успеавме да го склучиме и да го потпишеме со Унгарија, со Обединетото кралство, со Соединетите американски држави и со Република Хрватска. Укажа на тоа дека се сеќава во моментот кога нели сме почнале можеби заедно, ние некој месец пред нив, тие денеска се членови на Европската унија, ние се уште сме заглавени во чекалницата со перформанси далеку подобри од тие кои што се фронтранери, тоа вреди да се напомене. Сега опозицијата може да зборува и да го толкува тоа на начин на кој што тие сметаат дека е политички опортун за нив, но останува фактот дека Република Македонија е шампион во реализација на реформите и по повлекување по средствата. Не еднаш, туку 3 пати. Тој пат кој што не сме биле на второ место заради одредени закони за кои што сами сме одлучиле дека нема да ги донесеме. Апсолутно, и тоа нема да го усвоиме, тоа сме го кажале, тоа што можеме, тоа што не можеме честно да кажеме дека не можеме. Сега во јуни имаме уште еден рок во кој што треба да исполниме одредени реформи. Имаме силно и многу сериозно забрзување на обврските од реформската агенда. Очекуваме сега во месец јуни огромен дел на средства да наплатиме, а до крајот на годината тие реформи кои што ние ќе ги реализираме да се бројат во стотици милиони евра, кои што патем вреди да се нагласи, само 30 до 35% се грантови средства, останатите се меки кредити, но тоа што е, ние тие средства ги имаме испланирано затоа што сметаме дека тие реформи кои што ние ќе ги реализираме на крајот од денот се добри за нас. Ние ќе имаме поорганизиран систем, ние ќе имаме подобро организиран државен апарат, ние ќе имаме посилна држава. Тоа е нашата стратегија. Ние како држава, ние како влада не сметаме дека нашиот европски пат треба да иде преку потпишување на бели листови на хартија, туку треба да иде кон реализација на реформи и на мерки. И сметам дека тоа досега го укажува. Ако некој нешто има сомнежи во овој дел, нека ги слушне изјавите и на евроизвестителот Вајц, и на господјата Кос, и нека ги слушне изјавите на сите европски званичници кои што доаѓаат тука и кои што ја работат реформската агенда одблиску. Фактот е следен, дека Република Македонија е далеку над земјите во регионот и на оние така наречени фронтранери,
политиката си е политика, но бројките се бројки. Тоа укажува дека 65,7 е многу повеќе од 40 колку што повлекува Црна Гора или многу повеќе од 30 и нешто колку што повлекува Албанија. Така да секоја чест за тоа што тие се фронтранери, но мораме да гледаме на фактите такви какви што се. Сега, ако ние се завршивме својата задача, јас сега се концентрирам на она што е бенефит за нашата држава, тогаш, нема да ја земаме некое друго министерство, ќе го земаме Министерството за економија согласно реформската агенда изразено во бројки. Реализирано од реформската агенда во бројки, односно во пари, 6.422.000 евра. Нереализирани 23 милиони, затоа што вкупната вредност на реформите е 47 милиони и нешто. Ќе прочитам за воја на вистината дека има и такви кои се предвремено реализирани и заради тоа сме повлекле 17 милиони евра средства од Европската унија. Значи, ако ние сме навреме сме си ги завршиле реформите во делот на Министерството за економија, само го читам, а што сме требале таму да направиме или власта да направи по скратена постапка, по редовна постапка, како сакате, подобрување на бизнис климата за малите и средни предпријатија, преку олеснување пристап до кредити, административни процедури, оптимизација на давачки, сузбивање на сивата економија, преку намалување на неформална вработеност, ефективни инспекцијски контроли и системски мерки. Значи, преку овие клучни реформи кои не се реализирани, практично не е во можност државата да повлече вкупно 47 милиони евра од Министерството за економија. Го читам како надлежно. Да. Тука, јас колку што добро паметам, не сме блокирале на никаков начин, бидејќи немаме инструмент, меѓутоа не сме излегле, бидејќи не сме биле ниту во една работна група, не сме блокирале ништо, а сепак реформите не се доставени, односно не се донесени во собранието. Од каде и кога ви е овој податок? Ова е податок објавен пред 3 дена. Факт чек. А од каде и за кога? За кој период? Од каде е? Затоа што не можам да градам, се надевам ќе ме разберете. Не знам од каде е овој податок и не знам дали е вистина, затоа ве прашувам од каде, бидејќи можеме различно да ги толкуваме нештава, но добро е да имаме заеднички извор на информации кога разговараме за ова прашање. Од аспект на тоа што го кажавте, јас ќе ве потсетам во еден изминат период, многу често го споменувавте Министерството за правда. И сега треба да разбереме дека сите овие закони и реформи сепак имаат рок до кога треба да бидат донесени. Да. И Министерството за правда во изминатиот период и вие заедно со нас, сметам дека претходниот пат и вие бевте подпишана, ако не се лажам, ако не исправете ме, на барање на одржување на јавна расправа на Комисијата за политички систем за законите кои што доаѓаат од Министерството за правда. Сметавме дека е добро како пракса на сите закони кои што ќе стигнат од Министерството за правда да организираме јавна расправа и тука се работи за многу сложени законски решенија кои што навистина им треба временски рок за да бидат изработени. Бевме критикувани неколку временски периоди кои што беа оценувани. Сега сметам дека Министерството за правда е едно од добрите, бидејќи законите беа усвоени, како што никогаш претходно не биле, низ една транспарентна јавна расправа, која што можеа да учествуваат сите оние кои што беа засегнати. Од аспект на Министерството за економија, добро би било да видиме детално кои законски решенија се офатени во тоа што вие го прочитавте. Има неколку во процедура кои што сега се изготвуваат и ќе бидат исто така пуштени, но исто така треба да се види што од тие решенија се бара да се внесе во тоа и дали во овој период или период кој што беше претходно тие работи кои што се бара може институциите да ги издржат и да ги имплементираат, бидејќи исто таму имавме одредена обврска во насока на она кое што како законско решение го усвоивме, не целосно, туку делимично, за времено ангажирање на лица, на кои што потоа свативме во комуникација со институциите, односно АВРМ, УЈП и така натака, дека им требаат неколку месеци за да направат систем кој што тоа законско решение ќе биде операционализирано. Така да, сметам дека е многу важно во сите овие закони да навлеземе детално. Не знам за кои закони се мисли, но ако ги отворевме, можеме да дадеме тука комплетни информации. Во суштина, сите овие законски решенија треба на крајот да бидат имплементирани во реалноста. Ако вие само ги донесете, а имате проблем со реализацијата на истите, тогаш навистина ќе имате проблеми. Имаше и такви закони за кои што ние како пратеници сметавме дека треба да бидат поинаку поставени од аспект на одредени буџетски средства за одредени институции. Ни забележаа во ред, ние сметаме дека тоа можеби ќе се промени, ќе ги вратиме назад, ќе ги исправиме повторно, заради тоа што повторно ќе кажам на крајот од денот, ова е динамичен процес, но она кое што е важно, сите овие обврски можете да го видите тајмлајнот на нивното исполнување се реализираат и затоа и добиваме и пофала. Оваа реформска агенда јас не сметам дека е
би требало да имате недоумици. Роковите кои што ги прочитав конкретните со сумите беа рокови кои истекле во јуни 25 и декември 25, а за кои сега има продолжување до јуни, чинам 26 беа, може некој се и до декември 26 година. Она на кое што повторно се поврзува со капацитетот и волјата политичка е дека оваа реформа не дојде сервирана како наредба од Европската унија, ова мора да го направите, туку со оглед на тоа дека имам некои познавања од процесот на европска интеграција, се креирани врз основа на диалог. Секој од институциите, бидејќи таа под оваа реформска агенда е потврдена и на влада, на седница на влада од оваа влада, се разбира, секој од институциите требало да реагира во даден временски период за поместување на роковите, за да не мора да не ги бројат дека доцниме, не ги реализираме и така натаму, а да не биде тоа во ред го прочитавме, ама ние тоа нема да се го реализираме. Ве разбирате, и тука се враќаме на почетокот дека ако правилно се третирала и се поставила власта кон реформската агенда, не бегајки, не смислувајќи изговори, тогаш денешното задолжување од 260 милиони немаше да биде толкаво. Ке беше намалено за уште 100 милиони сигурно, односно ке имавме 160 само задолжување за да ги вратите претходните долгови. Така што веројатно во периодот кој предстои ќе треба малку повеќе да бидете посветени на обврските кои оваа влада ги превземала, а помалку смислување и изговори. Затоа што на крајот од денот сите влади и претходни во даден временски период се соочувале со кризи. Па јас кога би станав министерка 2022 година, мене никој не ми кажа кога ме предложи за министерка дека за 2 месеци ќе започне војната во Украина и дека тоа ќе влијае апсолутно на целата и економија, меѓутоа и на системот на одбраната, дека набавките ќе поскапат, дека јас ќе треба да обезбедувам дополнителни средства. Јас за тоа не излегов да се жалам во медиумите, го направив тоа што сметав дека е моја должност и моја обврска како министерка. Се согласувам со тоа што има една клучна разлика. Ете и сега се случи еден таков конфликт од геополитички аспект, нешто што ни вие тогаш се согласувам со вас не сте можеле да го предвидите, исто како што и сега не може да се предвиди. Разликата е во тоа што тоа не дава компетентна основа, како што јас кажав, мораме да имаме ист извор на информации за да споредиме два периода. Исто менаџирањето со кризата тогаш и менаџирањето со кризата сега. Начинот на кој што тогаш таа влада ја менаџираше кризата и економските индикатори кои што беа присутни и начинот на кој што оваа влада ја менаџира кризата и на кој што економските индикатори се присутни, нешто што мора да се признае дека е далеко поуспешно токму затоа и резултатот на изборите во 2025 година беше таков каков што беше соодветно на тоа, тоест 2024 и 2025, со што укажува на тоа дека нормално дека вие не сте припремен за предизвиците кои што ќе ви дојдат, но сепак вие сте одговорен за менаџирањето на таа новонастаната состојба од сите аспекти, а највеќе ќе кажам од економскиот аспект, нешто кое што сега како факт, еве да зборуваме за 260 милиони евра или за реформска агенда, укажува на тоа дека сите овие економски предизвици како првенствена цел ја имаат санирање на штетата која што е направена во претходниот период. Бидејќи ние можеме компетентно да зборуваме за задолжувања, за проценти, за бројки на инфлација кои ќе направиме спореден период, исто како што е фактот дека ова задолжување не се зема за да се покријат одредени побарувања кои што се направени во претходниве 2 години. Тоа сакам да ви го кажам. Така да менаџирањето на кризата е нешто кое што вие го добивате веднаш кога ќе дојдете во одредена институција, ако таа криза се случи. Така да тука сметам дека се гледаат и перформансите на владите кои што ги пружале во моментите кога ги управувале институциите. Така е, и затоа кризата во 2022 година, односно нападот на независноста на Украина, повредата на територијалниот интегритет, започна на 24 февруари 2022 година, а тогашната влада, за која смета велите дека не е ефикасно и ова многу подобро се снашла во менеџирањето на кризата, веќе на 9 март истата година во 2022, тоа се неколку дена, донесе пакет на 26 мерки. Конкретно, овие ги има, овие мерки не се кои што сега сум ги измислила јас. Имате сите 26? Еве ги, овдека се сите 26 мерки, за кои што оваа влада не требаше ништо ново да смислува, туку само дел од овие да ги види кои се интервентни и кои се веднаш прилагодливи, а не да ги дава објаснувањата или изговорите од типот следиме состојбата додека цените вртоглаво на пазарите и маркетите реагира, владата да дава изговори преку комплетната власт, централна, па и локална, ако сакате, ние ја следиме состојбата, ќе видиме кога ќе интервенираме, па се консултираме, правиме анализи и така натаму.
Оваа влада, таа неуспешната во 2022 година, го донесе овој пакет на мерки, кои што најголем дел се насочени кон граѓаните, намалување на повластена ставка за основните производи на ДДВ, замрзнување на маржи на основни производи на храна и така натаму, да не ги читам, да не одземам сега време, така што мислам дека кога веќе зборуваме за менаџирање на криза, еве начин како се менаџира криза, а не после месеци да кажувате дека само декларативно успешно сме се справиле со кризата. Не сте се справиле, затоа што тоа граѓаните го осетија за жал на свој грб. Знаете како за успешноста на тие антикризни мерки граѓаните имаа можност да кажат на две изборни соочувања и сметам дека нивниот став е суверен и јасен. Од аспект на тоа сметам дека во многу пократок рок сега се донесоа одредени мерки, но ако ги анализирате тие 26 мерки, во последните 5 или 6 мерки ќе видите дека се напишани само одредени заеми кои што ги зема тогашната власт на СДСМ за енергетска ефикасност и така натаму, но потоа сметам дека тоа се ненавременото или дизајнирањето на мерки кои што беше апсолутно не прилагодено за временскиот период и за опсегот на кризата која што тогаш владееше, доведе до тоа да Република Македонија има двоцифрена инфлација. Доведе до тоа да цените на горивата во одреден период стигнат троцифрена бројка, и после тоа доведе до тоа да веднаш кога таа криза одредено време беше нормализирана и покачување на ДДВ-то за основните прехранбени производи, мислам дека ќе се сетите на тоа кога еден ваш сегашен колега пратеник ни даваше нутриционистички совети за тоа што требало да јадеме, а што тоа не требало да јадеме, а додека сега во овој момент вие можете да видите неколку присутни ситуации на теренот. Прво, факт е исто така како што сме шампиони во реализирање на реформската агенда, како што на квартално ниво успеавме да дојдеме до третото место на Европа по раст на бруто домашниот производ, исто така да имаме најниски цени на горивата во регионот. Тоа е една работа. Втора работа, од фактор на криза станавме фактор на стабилност, па аеродромот во Ниште и аеродромот во Приштина се снабдува со керозин од кај нас. Ние немаме една мерка, ние имаме повеќе својни мерки и понатаму можете да видите дека само за 0,7% се покачија одредени производи на храната, нешто што сметам дека оваква геополитичка криза и како е започет. Сметам дека ние немавме енергетска криза заради тоа што вие можевте да видите викендов ако го следите енергетскиот пазар, дека мислам дека по 8 или повеќе години за прв пат електрокомбинатот кој што производи електрична енергија за викенд продава вишоци и со тоа има и плюс во нивниот буџет. Така да, мислам дека сега граѓаните може да видат нешто кое што е многу различно од тоа, а кое што на крајот од денот сепак ги носи епитетите на добро организирана држава, која што соодветно на тоа и квалитетно се справи со енергетската криза која што е сега присутна, за која што важи и вреди да се спомене, е најголема од 70-тите години или ако ги споите двете енергетски кризи заедно од аспект на нафтените деривати, е најсериозна во историјата. Така да покажавме една жилавост, покажавме една отпорност и сметам дека и процентот на инфлација кој што е сега присутен, а и сега го чекаме и процентот на бруто домашниот производ, исто така ќе биде задржан на едно респектабилно ниво заради тоа што повторно кажав, ние овие кризи сме ги менаџирале и во 2008 и 2009 година и тогаш одлично беа оценети на ниво на Европа, а и сега можеме да се пофалиме на тоа кое што го кажав, бидејќи цената на енергентите кои што вие ќе ги направите како контрибутор и на струјата и на нафтата вас, ви ја спречуваат инфлацијата и го спречуваат ценовниот шок на другите работи, нешто кое што тогаш се извинувам, владата на ДОИСД само не го направи. Затоа велам, граѓаните ќе споредат и на крајот сметам дека ете како што би кажал премиерот, можеби набрзо ќе можат повторно да се соочат сите овие аргументи на избори, па по на кое што го гледам јас, кое што е актуелна расположеност на граѓаните, мислам дека повторно не би завршило нешто различно од претходното изборно соочување. Ако ги споредиме резултатите од изборите кои лани кои ги добивте, односно губењето на 160.000 гласа без економска криза, јас не знам од каде во оптимизам дека ќе имате пофалби од граѓаните. 2008 и 2009 ја спомнавте, една од мерките кои тогаш беше замрзнување на платите, која што се резултираше со одлука на Уставниот суд, за која во тоа време политичката штета се разбира, бидејќи ние бевме власт, ја имавме ние, вие тогаш лекувавте и велевте дека ако сте вие власт, тие 78% покачување на плати немале да се случат. 2 години сте власт, 78% се уште остануваат да се слеваат на сметките на избраните и именуваните функционери. Веројатно една од причините заради која што имате 160.000 гласа помалку и се и овие неостварени ветувања кои ги дававте во предизборниот период. Може реплика?
ако зборуваме за платите, тогаш треба да кажете да бидете фер дека од 7 месец 2024 година до месец март 2026 нето исплатената плата согласно Државниот завод за статистика е покачена за 15,5%, односно 6.500 денари. Од аспект на тие функционерски примања кои што вие тогаш со политички притисок на Уставниот суд имајќи во предвид и сегашниот состав од кого е именуван, треба да знаете дека ние во оваа држава треба да разбереме дека треба да бидеме легалисти и дека треба да правиме законски решенија кои што ќе го издржат тестот на времето и нема да си играме со емоциите на граѓаните, да носиме законски решенија кои што знаеме дека ќе бидат бутнати на Уставниот суд. Едно такво законско решение, почитувана колешке, беше солидарниот данок, кој што вие го наплативте од успешните македонски компании за се нешто кое што го кажувавте, а ние уште тогаш укажувавме дека тоа е неуставно решение. И сега тој закон се донесе, парите се наплатија и сега ние ги враќаме. И се договоривме со 300 молења со компаниите да ги вратиме на 2 транши по 25 милиони евра на вака испокраден буџет како што имаме сега. Затоа јас кажам, во ред ние да зборуваме дека треба да се донесат одредени закони, но и мајки ја во предвид состојбата која што влијае таму и мнозинството на судовите, а еве ќе дадам уште еден факт и аргумент. Вие се сеќавате во сегашниот мандат, јас лично заедно со господинот Цајковски напати поднесувам закон на намалување на функционерските плати, тие се намалени за отприлика 350 евра со нивелација и корекција на коефициентите. Дали знаете кои први реагираат со соопштение? Судиите и обвинителите. Само дозволете, судиите и обвинителите, и вие сега очекувате јас да поднесам закон со кој што ќе ги намалам средствата дека овие кои што први излегуваат и се закануваат, замислете колешке, се закануваат со соопштенија дека ќе предизвикаат застој на системот и директно по наименично ни се закануваат на нас пратениците, дека тие ќе гласат за такво уставно решение. Затоа велам, да не ги лажеме граѓаните, да играме искрено со нив, затоа што сето она кое што ние ќе го направиме како политички производ, ќе заврши како солидарниот данок. Да го враќа оваа држава, да го враќа овој народ со затезна камата која што ќе треба да се исплати. Тоа не е фер и не е честно. Од одговорот можам да заклучам дека вас ви требаше 2 години на власт да сватите дека она што го ветувавте за укинувањето на 78% дека бевте опозиција е невозможно да се изведе, за кое што ние тогаш кога бевме напајани. Рековте дека буџетот се уште се краде. Јас сум малку шокирана од ова, веројатно претпоставам дека ви е лапсус од претходно, меѓутоа очекувам дека веќе после 2 години да биде стабилизиран буџетот, затоа што сме најбрзо растешка економија во Европа. Да не сака некој да ја одјави емисијата од вас, бет. Не, вие сте домакинот. Честа е ваша, да. Ви благодарам. Почитувани гледачи, останете со Телма, следуваат вестите, се надевам уживавте во оваа економска дебата со мини политички примеси. Пријатно.